Добро вечер, драги мои, добре дојдовте и во второто издание на најсмешните македонски видеоинсерти. Секако ние и оваа вечер ќе се потрудиме следните 30 минути да ви бидат што поинтересни, а на вашите лица да се појават што повеќе насмевки. Сето тоа благодарение и на ваша помош. И посебна благодарност до сите оние што не следат, а веќе испратија видеа на наша адреса, па на тој начин и го збогатија оваа шоу, кое од сега ќе се емитува премиерно во недела од 17:45, секако на Канал 5. А сега подгответе се за она што најмногу го очекувате и што сигурно ви е најмногу интересно. Но пред тоа, да ви дадам еден мал совет. Земете си нешто на своите носа, облечете си, например, папучи, затоа што помалку ќе ве боли, сигурен сум во тоа, бидејќи ви подготвивме толку интересни нешта што може да се згазите од смеење. Во првиот микс денеска ќе видиме група на луѓе кои постојано прават некои необични работи и разноразни атракции, со кои се надеваат дека барем на момент ќе бидат славни личности. Но за жал, тоа баш секогаш и не им успева. Еве мат во 3 потези. 1, 2, 3. Кој знак беше ова? Држи растојание. Еве го шампионот за оваа сезона на Гармиш-Партенкирхен. Кој е овде најдобар? Па тато е најдобар. Гледајте и учете. Некогаш повеќе ги боли тие одстрана. Ја што ќе направам, друг не може. Само колку да се знае, петелот е овде главен. Мавнете ми се од патот. Види трик. Оп! И јас знам трик. Може и без штица. Доаѓа да ве спаси, и тоа сите. Рокетмен! Еве и витешка борба. Гради во гради. Брм, 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 брм. Сите ќе ве помина. 1, 2... Отвори врата, бе! Главен фраер, а? Земете ги камерите и мобилните телефони во раце и снимајте се. Ма слободно, опуштено, снимајте се во секакви ситуации. И можеби токму некој од тие видеа ќе ја заслужи довербата на нашите гледачи, па вие ќе имате шанса да стигнете и до подарок. Но за тоа подоцна. Сега, во продолжение за нешто оригинално и навистина македонско. Нешто за што вие вложивте многу голем труд пред се да го снимите, а потоа и да ни го пратите. А сега, целото ваше внимание насочете го кон нас, затоа што следува и оригиналниот блог од домашните најсмешни македонски видеоинсерти. Колку пати досега имате чуено? Да јадеш и да спиеш за голем да пораснеш. Оваа дете изгледа буквално го сватило тоа. Dobranoc, bo już księżyc świeci. Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci. Pora na dobranoc, bo już księżyc świeci. Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci. Ако некој се прозевне, и вие ќе го направите тоа. А ако некој пред вас пак заспие, опа! И вие се заспивате.
Чекај малку прво да помојам така. Газот се залепи? Измислена и најновата игра за деца и родители Те барам, те нема, и тоа на македонски начин. Само треба да ја патентираме, оти знаете, може да ни ја присвојат. Бегај, батам се! Бегајте, бати! Бегај! Ще се тркава кај штука како празнице. Имаме уште една игра, само ова е со остар старт. Ако децата не спијат и не си играат, им останува само да пеат. А еве го и најновиот нервозен ремикс на Елко Белко. Лепи педи, зала може да домре, да рови доре. Кај нас нема само игри за деца, постојат дури и за кучиња. Добро, навистина ова е се уште без име и не е многу позната, ама е динамична и бара кондиција. Иху, вози Мишко! Слушај, маче, ти ќе се снајдеш. Ти гладна не остануваш, не. Кажи. Мато е на матафана. Вистина сме го отпели со жутерите што тебе ќе би. Умна риба. Дори почнам два пати да въртам, да не кята. Ни кучињата не се баш глупави. Штета што денес на мени имаме само овошје. Во секое домаќинство мажот и жената обично се тепаат кој да е главен. А во оваа куќа, таа битка се води помеѓу кучето и мачето. Испратете порака со редниот број на видеото за кое мислите дека е најдобро, најсмешно или најинтересно на 141075 од сите оператори за само 11,8 денари со ДДВ оваа недела. Број 1, детето што јаде и спие. Број 2, детето што заспива веднаш. Број 3, најнова игра со корпа. Број 4, Остар Старт. Број 5, ремикс на Елко Белко. Број 6, игра за кучиња. Број 7, мачето крадец. Број 8, кучето што јаде овошје. И број 9, кој е главен дома. Испратете порака со реден број на 141075 и вие одлучете кој е најдоброто видео за оваа недела во најсмешните македонски видеоинсерти. Така е, драги мои. Гласајте со порака на 141075, а тоа ќе ве чини само 11,8 денари. И тоа со вклучен ДДВ. Но на тој начин вие ќе ги одлучите победниците, така што ќе го внесете редниот број на онаа видео што најмногу ви се допадна. А за победниците секогаш и вредни награди, што ги обезбедија Техномаркет и Сони.
секоја недела фотоапарат, секој месец видеокамера, а на крајот на летото и летување на Јадранското море, и тоа за цело семејство без разлика колку и да е бројно, со апартманско сместување и полн пансион. Овој пат ги немаме пијаните луѓе кои минатиот пат толку не развеселија, но затоа пак имаме друга група на весели луѓе кои што изгледаат на моменти дури и по-неспретно од пијаните. Но ќе почнеме со едно бебе, кое што навистина необично реагира, и тоа замислете на кого? На својата мајка. Обично кај децата се почнува со смешка, а завршува со плачка. Овде тоа како да е измешано. Тука започнува со смешка. Мама, ќе заврши со плачка. Во школо треба да учите, не да играте. Не се само децата неспретни. Опа, уште еднаш. И уште еднаш. Еве ја и таа, најсреќната мама на светот. Hey, Mom! Hey, say hi to the camera, Mom! Упс, реков најсреќна. Не и најспретна. Внимателно со оваа видео, затоа што е уште еден доказ дека Дарвин е во право. American robin. Cricket. Owl. Crow. Wolf. Peacock. Horse. Elephant. Cow. Sheep. Duck. Ја прекинав девојката и тоа да ви кажам од чиста љубомора. Затоа што ми изгледаше толку подготвена што може да имитира цела емисија. И потоа за мене што? Метла. Но добро, мене и да ме има и да ме нема. Повторно ќе биде интересно, затоа што вас ви има, а вие сте вредни и веќе снимате и испраќате нови видеа. А доколку пак не сте љубители на камерите, но затоа сте големи фрикови и влюбеници во компјутерите, тогаш најдете некој интересно видео на интернет и испратете ни го, а ние и тоа ќе го објавиме се со цел да ве развеселиме. А сега повторно ќе ги вратиме шампионите кои понатаму прават некои необични работи, од кои за жал или пак за наша радост, поголемиот дел од нив завршуваат несреќно. Веднаш по нив следуваат и некои необични луѓе кои уживаат да скокаат. Скокаат на сите страни, лево, десно, а многу пати и на погрешна страна.